Да, по хитот на неделата одиме со втората тема во информација точна и навремена или ИТН. Нешто за кое што му обитиме веројатно сите и секојдневно. Стрес, многу едноставно. Нашиот редовен гешталтерапевт е повторно во студиото на телевизија Нова и јас морам да ви кажам дека неколку пати во текот на овој разговор ќе подсетувам, но еве запишете за сите оние кои што можеби сега се вклучуваат. 2402-005 и 2402-002 се телефоните на кои што може да ни се јавите и заедно јас и вие да ја прашуваме нашата професор доктор Благица Риза-Скаванич. Добро утро, добре ни дојдовте во телевизија Нова. Да, ако се прашаме што е стрес, еден од одговорите е дека тој е еден од најзастапените вели биопсихолошки аспекти во денешното живење. Или, ако сакаме подобро, универзален и секојдневен феномен и тука застанува се, нели? Така, значи вклучува многу нешто. Вклучува многу нешто. Стресот представува реакција на сето она што ни се случува или сме замислиле дека ни се случило. Најчесто реагираме свесно или несвесно, значи како што спомнав на вистински или замислени случувања. При тоа сме процениле дека механизмите што ги имаме или ресурсите што ни стојат на располагање се поголеми од она што побарувањата се поголеми од ресурсите што ни стојат на располагање. Значи она што го бара околината е за нас некако недостижно или неприфатливо во моментот, тоа сметаме дека ние немаме толку голем потенцијал за да можеме во исто време да одговориме и да се справиме на здрав начин. Да. Некогаш е тоа вистински, а некогаш и си го замислуваме само дека е така. Аха. И уште поголем проблем. Па во суштина тука е најголемиот проблем, би рекла, затоа што случувањата или она што е надвор од нас, ние не можеме да го контролираме. Се случува на начин на кој што се случува. Многу често, без разлика што ќе направиме, без разлика колку многу ќе размислуваме за некоја одлука, на крај повторно може да се случи дека погрешно сме процениле и дека она што сме очекувале дека ќе се случи, во суштина не е така, не се случува, затоа што има еден куп други фактори кои што се надвор од нас и кои што едноставно имаат влијание на сето она што е надвор од нас. Во тој момент, првото наше доживување е како можеше мене ова да ми се случи, направив се што требаше да направам за да не дојде до ова. И поишо, тоа и повеќе од тоа направив и пак. И повеќе од тоа направив и еве повторно ми се случува истото. Така да, нели, сите овие прашања во суштина предизвикуваат ние да влеземе во еден наш круг на постојано критикување, на постојано дополнување или разгорување на огнот, кој и така постои. И во исто време давање на одговор кој што не носи во улога на жртва, на некој кој што не може да се справи со она што се случува, наместо да има и друг избор сега, ако зборуваме што е на другата страна, доколку изберам нешто друго за себе, тоест доколку видам што е она што се случило и се обидам да го прифатам, такво какво што е, тоест без разлика на тоа што е можеби неубаво искуство за мене или неочекувано искуство за мене, и тоа е искуство за мене. И најлошите искуства се искуства од кои што ние учиме нешто ново за себе, развиваме некои нови потенцијали, се справуваме со нешто што можеби до претходно сме немаме прилика да се справиме, и на некој начин тоа не прави посилни. И сега начинот на гледање на нештата, тоест многу ретко некој човек кога нешто неубаво ќе се случи, доживува дека и тоа е дел од неговиот живот и дека и тоа е на некој начин, условно кажано, убаво искуство за него, кое што можеби ќе го направи поинаков човек во иднина. Така да ова перспектива значи дека го прифаќам она што се случува така како што доаѓа и при тоа правам избор како ќе одговорам. Значи, ние имаме право на избор. Еден од изборите е да се стресам, како што кажав, да се повлечам, да си направам еден куп проблеми на ниво на мисли, на емоции, на однесување. Па потоа и здравствени. Здравствени, тоест психосоматски нарушувања. А другиот начин е можеби да ја согледам ситуацијата, да го уште еднаш да направам анализа на што све сум искусил и да направам некој можеби поздрав и подобар избор за себе, кој што не секогаш значи да прегорам.
тоест да си направам штета за својот организам. Значи, самата реакција на стрес побарува мобилизирање на целиот организам, почнувајќи од физички, сите органи, се што ние поседуваме се активира и работи побрзо од нормално. Значи, кај некого, сега зависи, нели, е индивидуално, кај некого се поизразени нели, симптомите на забрзано дишење, кај некој се изразени симптомите на главоболка или покачен крвен притисок, кај некој се изразени повеќе можеби во делот на однесувањето, ги спомнавме минатиот пат, неспиење, нејадење или премногу спиење, премногу јадење, намалена можност за перципирање на нештата, забавен процес на донесување на одлуки или премногу забрзан. Значи, некои луѓе се рассејани, некои се многу пофокусирани. Може ли само да ве прекинам, да ја погледнеме нашата шпица, за да смениме микрофон, ми велат од режија дека не слушаат баш најдобро. Може така? Ајде. Одиме со шпица. Да, и сега продолжуваме натаму. Ми рекоа дека сте слушнале делот она што ни го кажа нашиот гешталт терапевт. И ова е стрес, така? И ова е дел од животот, така? И треба да го надминеме. Готово, одиме натаму. Така ли е најдобро? Да. Кажете ми само, сакав да прашам нешто друго. Еве, например, стануваме наутро, така? И сега стануваш мислејќи дека нема да има потреба. Еве, денес како живеам денот, така, нели, отворено, така, со полни гради, дека нема да има можност за стрес. Значи, денеска нема да му дозволам на своето собствено тело да сите негативни вибрации за кој што, нели, делумно ќе бидеш дел од тоа, нели, ќе биде и зошто е викано по тебе и така натаму, но дел и нема да бидеш виновен за нештата, нема да те стресат или нема да има стресори, како вие велите, нели, во медицината. И што да правам кога ќе биде првиот стрес? Стресори има секогаш. Стресори има во цело време. Цело време има и внатрешни и надворешни. Значи, од нашето раѓање, од моментот кога ние ќе заплачаме, добро. Значи, почнува, нели, стресот. размената со околината, така. Што представува еден природен процес, навидум, меѓутоа може, нели, доколку замислам дека таму нешто страшно се случува за мене и дека тоа е нешто што не можам да го надминам, можам и најприродните работи или и најнормалните случувања во моето живење да ги третирам како стресни. Тоа е тој, нели, замислен дел што го дискутираме. Инаку, во текот на денот, ние континуирано сме, нели, се наоѓаме во најразлични ситуации. Еве, ако земеме, нели, патот од дома до работа. Значи, нели, тоа што има постојани гужви. Тоа што прво е стрес дома што да облечам, ако си жена, дома така што да облечам, нели, да никогаш нема што да облечам. Да ги облечам сите останати или нели да пробам се па да видам што. Така, да ги спремам децата да одат во училиште, да ги спремам децата да одат во градинка, во исто време јас да се спремам, доручек да направам. Доручек да направам. Значи, понатаму следува делот, нели, кога треба да
да стигнам, како што спомнав, до работа, па има премногу гужва, па доцнам, па не можам, во меѓувреме ми се уваат, не можам да одговорам на сите повици. Ми стигнале 100 мејлови од вчера на кои што не сум одговорила. Одговорила, имам лимитирано време, да речеме половина час, за да се посветам на нив. Не можам да ги прочитам сите, а не па да одговорам на сите. Понатаму има работните обврски кои што во исто време, значи, побаруваат да комуницираме со различни типови на луѓе кои што пак доаѓаат, со некои своји доживувања, со своји очекувања. При тоа, значи, имаме ситуации, како сега, значи, сето она што сме го испланирале дека ќе функционира, да се случи да не функционира. Така да ние постојано имаме, да речеме, надворешни и во исто време спомнав и внатрешни стресори или случувања кои што на некој начин, како што реков, доколку ги доживееме како нешто што е природен процес и на кое што како се случува јас така, бидејќи организмот има потенцијал да одговори. Добро. Значи ние од самото наше раѓање организмички имаме потенцијал да одговориме на барањата на околината. Значи, тоа е она што и минатиот пат започнавме да го дискутираме. Значи, во секоја ситуација, како што доаѓа, јас правам избор што е во моментот најздраво за мене. Значи, како да изреагирам. Тоа доаѓа спонтано, автентично, природно. Значи, не е нешто што треба да го одглумам или да го вежбам. Значи, кај детето, кај бебето кога ќе се роди, многу спонтано доаѓа задоволувањето на потребите. Ако анализирате едно бебе, ќе видите дека точно знае што сака, што не сака. Значи, во секој момент знае што му треба и во секој момент знае да одговори на околината. Значи, дали ќе плаче или ќе се смее, меѓутоа не се спречува да плаче или да се смее. Не се спречувам. Значи, во текот на процесот на социализација, кога учиме како треба, како мора, правилата, нормите, значи ни кажуваат секогаш мораш да бидеш на време. Да речеме, никогаш не смееш да доцнеш. Секоја сабајле мора да направиш доручок. Или мора добро да изгледаш. Ти си, жена која што треба да секојаш да биде да внимава на себе. Да внимава на како изгледа. Твојата професија побарува, да си секогаш средена, исчистена, исфенирана и така натаму. На работа треба да се однесуваш професионално. Значи, во ниеден момент да не направиш проблем, да не правиш многу осцилации или бранови. Секогаш да си на добро ниво. Сите овие пораки со мора, треба, секогаш, никогаш, секогаш вака ќе правам, никогаш вака нема да направам. Значи, имаат многу голема моќ во нашиот живот, затоа што, ако си зацртам дека јас ќе бидам само тоа и нема никогаш да бидам нешто друго. Ние и тие термини ги користиме. Никогаш нема да закаснам, например. Значи, во тој случај многу почесто ќе каснам, затоа што овој дел од мене и како е жив и поседува енергија. И кога тогаш ќе излезе во некој дериват, кога најмногу треба да стигнам на време, токму тогаш ќе се случи да закаснам. И во исто време овој дел кој што нема да запре, нема да замолчи, би рекла, бидејќи не секогаш има потреба да бидам на време. Има ситуации каде што и како можеби, би требало да се чувствувам порелаксирано или да не ставам часовник на рака, да не го ни мерам времето. Затоа што и тоа му е потребно на мојот организам во одредени ситуации. Значи, она што ние си го правиме на некој начин или што го учиме во процесот на социализација, за да ја задоволиме околината, да ја задоволиме нашата мајка или нашите родители или нашите учители. Потоа и себе самиот, во тие пораки што сам си дел од нас. Тие пораки доаѓаат од надвор, меѓутоа ние ги примаме и ги доживуваме и ги процесираме како наши. И понатаму ги продолжуваме лозата за тоа што го пренесуваме сето она што ние сме го научиле од нашите предци. Така да, сите ние сме поминале низ тој процес на социализација и секој со своите пораки, би рекла. Значи, проблемот настанува во делот во кој што ние не сме свесни што тие значат за нас. Значи, континуирано ги вежбаме со години.
меѓутоа не стануваме, тешко стануваме свесни или не размислуваме за тоа дека во одредени ситуации не ми е толку битно јас да изгледам убаво. Некогаш убаво ми е и да не се нашминкам. Некогаш ми е убаво и да не бидам толку амбициозна. Значи, може да бидам амбициозна на работа, меѓутоа ако треба да бидам амбициозна домакинка, малце тој неамбициозен дел, значи е делот кој што би требало да работи. Значи, не во сите ситуации е пожелно да се држам до едниот екстрем. Значи, кога ние доживуваме стрес, во суштина доживуваме стрес заради нашите внатрешни очекувања или следењето на нашиот внатрешен говор, кој што е многу ригорозен. Значи, многу е, нели, како што спомнав, моќен. Пораките се многу моќни, најчесто се несвесни. Значи, ние одиме или си докажуваме дека сме во право за она што го мислиме, по секоја цена, без разлика дали во моментот има потреба за тоа или нема потреба. Дали има врска тоа со образование или степен на образование? Да речеме, оние кои што се високо образовани луѓе, под никаква претпоставка, никакви побарувања или очекувања повеќе за себе имаат, или тоа нема врска со начинот на образование до некаде? Нели, кога ве слушам вака, веројатно многу помалку стрес има, сега да не ме свати никој погрешно, никого немам намера да навредам со ова, но нели некој кој што е на село и кој што има, да речеме, култури кој што ги одгледува и така натаму, не дека и тој не треба да стигне на време да ги наводни и така натаму, но малку е помал дело, да речеме, нема да задосне на работа, нема таму никој да го искара, може и попладне да навади. Ме разбирате, кога е самиот свој газда или некако, не знам. Дали ние самите, можеби, еве во ова време во кое што се наоѓаме, повеќе си правиме стрес? Нели, нашите мајки, се сеќавам дека има време за се. Некако или ја не го гледав стресот, или можеби тоа било поинакво време, па се стигало стекаде, па имаше време и за кино, и за театар, а ништо никаде да не се брза или да не се доцни. Е така, значи во однос на, нели, ако ги споредуваме минатите времена и сега, ние сега живееме во едно време на радикални промени. Значи, на сите нивоа, зборувам. Значи, во последните 50 години, откако, нели, имаме интернет, можеме многу брзо да споделуваме информации од целиот свет. Значи, зборувам веќе во наносекунди колку брзо доаѓаат тие информации. Бројот на информации е толку енормно голем, што колку и да се труди некој не може да го следи. Значи, живееме во една ера на хаос од информации, кои што во исто време побаруваат ние многу брзо да го следиме тоа, да го совладаме, да го научиме и да се адаптираме. Значи, на сите нивоа. Значи, оно што било до вчера се знаело дека тоа така функционира, денес имаме нови сознанија, имаме нови информации на интернет, имаме нови статии во кои што вика, заборавете ова, сега од денес важи нешто друго. Значи, тоа бара од нас многу брзо да се вклучиме во процесот, да го совладаме новото, да го изџвакаме, значи да го користиме целиот потенцијал за да можеме да го абсорбираме и да почнеме поинаку да се однесуваме. Сега замислете ова на сите нивоа во функционирањето. Какви тоа стресори ни прави? Колку многу побарувања имаме за да се адаптираме на се ново што доаѓа. Значи, имаме нов софтвер. Автоматски треба да почнеме да го користиме. Нов телефон. Автоматски треба да се веќе се очекува. Треба да влеземе и се да знаеме. Дека влеземе и се ќе знаеме. Значи, стигаат информации порано ако стигале, еве како што спомнавте, требало за да долета една информација од едниот до другиот крај на светот. Понекогаш и гулап, а не до некога додека така, значи требало многу долго време. И обично нели биле писма, па колку може да се напише во сето тоа. Значи имало време да се џвака, имало време да се да легнат работите, па да ни остави место, да. Така, па тоа знаење да се надодаде, ново знаење, па да се примени. А сега веќе ние немаме знаење. Значи ние живееме во ера во која што знаењето се помалку го има, затоа што имаме, како што спомнав, пристап до информации, голем хаос на информации. И не знаеме што тоа не е потребно, така, како информација. Не знаеме што ние се обидуваме да селектираме и Google се обидува да селектира. Меѓутоа на крај на ден тоа е толку многу ново, толку многу брзо, што ниеден човек
нема потенцијал да го следи и не е нормално да го следи. Значи, здрав човек не се ни очекува дека ќе може сето тоа да го проследи, да го восприеме и да се адаптира. Може ли само да чуеме кој ни се јавува? Имаме некого на линија. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Јас имам неколку прашања за вашата гостинка. Повелете. Пред се да ја поздравам. Ме интересира дали стресот и нервозите може да предизвикаат физичка болка кај човекот, затоа што јас имам пример дека стресовите и нервозите, кои што се секојдневни, доведуваат до тоа да човекот осеќа пориви за повраќање, грозница, не се чувствува добро. Тоа е едното прашање. И второто прашање е дали решението за стресови и за ваков живот е терапија кај психијатар или психолог. Добро. Ви благодарам за прашањата. Значи, прво, дали има некогаш нели имаме нагон дури за повраќање или каква физичка болка ни создава стресот, така? А второто прашање е дали имаме потреба од психијатар после сите овие работи и стресови. Така, значи спомнавме дека целиот организам е мобилизиран или целиот организам работи повеќе од колку што треба. И на вистина се случува физичка болка и тоа е тоа што ќе ни се случи во некој миг. Првите симптоми се поблаги, значи се како што спомнав главоболка, забрзано дишење или алергии кои што не се толку да речеме алармантни или видливи или болки во мускулите или проблеми со желудникот. Значи, да речеме, во првата фаза и не е толку видливо и обично околината побрзо забележува дека нешто не е во ред со нас, отколку ние самите. Сега, доколку ние во овој момент може да се интервенира или може да се самиот човек да донесе друг избор за себе и да се праша, окей, што си правам сега? Што е ова што ми се случува? Ке се прашаме или ке чекаме никој да не праша од околинава, пошто таа ќе не гледа подобро. И да каже што се случи пребледе или што се случи одеднаш ти се тресат рацете. Сега, јас си го поставувам прашањето, што си правам сега? Што направив? Меѓутоа, многу често луѓето во текот на денот, во кој што имаат премногу обврски, немаат време да застанат да се прашам што правам. Што си правам сега? Што се случува со мене? Значи да дојдам во контакт со себе, да дојдам во вистински контакт со себе и да видам што се смени кај мене. Сега, доколку не го спречам овој процес, втората фаза е кога почнувам веќе толку активно да го ангажирам мојот организам да се справи, што, како што спомнав, бидејќи забрзано работи, најосетливиот дел од нас, најосетливиот орган, најмногу е видлив. Кај некој, како што спомнав, е кожата, па ќе има осип, ќе има алергија. Кај некој е дишењето, па ќе имаш проблеми со дишење или срцето забрзано чука. Значи кај некој е желудникот, па не може да го свари она што го голтнал, она што го зборувавме. Треба да ја изжвакам храната за да голтнам, исто информацијата. Ако не ја изжвакам и се натрупам нели со информации што не ми се потребни, зашто сум немало време да ги селектирам, значи како имам чувство дека ми се повраќа или ми стои кнедла во грло. Значи голтнав нешто цело што не можам да го абсорбирам како такво. Значи како може да биде симптом, би рекла, затоа што во оваа втора фаза веќе почнува организмот да доживува штета, би рекла, или си правиме штета сами на себе, која што веќе во третата фаза е доаѓа до степен на исцрпување на организмот. Тоа е како една батерија што ја имаме во телефон или во било што. Ако не ја ставите на полнач, значи ако не сте свесни дека треба да се наполни, ќе изгаси. Не може да функционира. А во полнењето треба веројатно и да намалиме со бројот на информации, да намалиме некако, да се одмориме или како? Во полнењето треба да користиме најразлични техники за менаџирање на стресот. Значи ќе се навратиме, само да завршам уште со овој дел. Значи доколку не го наполниме организмот, не му дадеме шанса да го надомести она што го истрошил, значи пак ќе кажам, најосетливиот дел од нас прв ќе умре. Сега да го земеме ова и метафорички или фигуративно, меѓутоа и физички ќе умре, на крај ќе умре. Значи, ако овие благи симптоми не се спречат на време, понатаму може да предизвикаат или да имаат фатални последици, пак ќе кажам, најчесто се погодуваме или страда делот што сме процениле некако дека е, да речеме,
пак ќе кажам, ова е све несвесно. Значи, проценката несвесно сме ја направиле дека тука можам, нели, најмногу да се повредам или најбрзо ќе го изгубам како таков. Да, може ли да видиме, да чуеме и да слушаме кој ни се јавува? Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Те Јована од Радовиш. Повелете. Така, до докторката едно прашање. Мојата жена работи во Јаково 80. Добро. Е така. И едно утро шефот да става во ќошет да стое. И да гледат сите жени. Она добија стрес, јак стрес добија, по стресот добија Паркинс. Могуче ли е тоа од стресот да го добие Паркинс од стресот? Веднаш прашуваме. Веднаш прашуваме, ви благодарам за јавувањето. Докторке, јас бевме кај Новотни и една докторка имаше Нада, не знам како вика, они подпишаат точно од тоа. Добро. Ајде сега слушаме кој е одговорот на нашиот гешталт терапевт. Вели вака, неговата супруга работела во Јака 80 и незиниот предпоставен ја ставил пред сите жени во ќош. Стоела таа некое време и од тој преголем стрес кој што го добила Паркинс. Така и рекле и Новотни уште некои од докторите кои што ја прегледале. Дали вие мислите дека можно е во животот да ни се случи такво нели пренатрупување или кога батеријата веќе отишла одамна, се потрошила, па токму таков стрес да предизвика и таква болест? Добро. Значи, нели, бидејќи станува збор за би рекла сериозно нарушување, најверојатно нели колегите кои што направиле проценка знаат можеби подобро за што конкретно се работи. Она што јас можам да го кажам е дека еве како што зборувам, доколку го трошиме организмот повеќе од нормално, организмот има рок на траење. Значи ние имаме точно колку од куца има нашето срце, колку пати нели ќе издржи за да или до кога ќе трае. Ако ние го трошиме повеќе од нормално, значи не само срцето, зборувам за целиот организам, ова е поврзано со нашите мисли, поврзано е со нашите емоции, поврзано е со нашето однесување, значи на сите нивоа тоа има ефект. Стресот има ефект. Така да ако го трошам, нормално дека може да дојдам до состојби кои што и како се непожелни. Нели претходно зборувавме за тоа. Значи до најразлични ментални нарушувања или можеби ситуации во кои што целосно ќе се одземам или ќе се спречам да можам да функционирам нормално во околината во која што живеам. Повторно е како ќе одговорам. Значи на таа стресна ситуација јас можам да избирам. Некогаш се случува и ова да биде или да условно кажано несвесно да избереме или да направиме чекор кон влегување во некоја ментална состојба која што како не е пожелна за нас. Така. Може ли да чуем уште кој ни ставува, има уште некоја минута до крајот на овој разговор, повелете? Добро утро. Добро утро, повелете. Се јавувам. Поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Ме интересира. Јас доживев голем стрес. За 8 месеци ми почина син на 40 години. 10 години немаше деца. Доби едно, 12 месеци, првото беше 3 години, второто 12 месеци, доби удар. Неполни 8 месеци, од жал, од болка и мажот ми почина за 8 месеци. Јас како можам тој стрес да го издржам кога немам веќе моќ и сила, а на возраст сум на 67 години. Ќе ве молам да ми одговорите како можам да го излечам ја тој стрес. Да. Ви благодарам за јавувањето, во интерес ваш да го поставим прашањето, значи вака нашата господја гледачка вели има 67 години, на 40 години низиниот син го изгубила пред не знам година и нешто колку што ја разбрав, имал еден мозочен удар, потоа починал, по 8 месеци го изгубила и својот сопруг. Не можел да има деца, сега има дете едно, колку што разбрав, така некако разбрав, но секако вели таа како јас сега овој собствен стрес или нели немоќта и што да правам јас без сите луѓе кои што беа се на светов да продолжам со животот. Така.
Значи, како што спомнав, има многу техники и претходниот, нели, еден од претходните гледачи праша дали треба да посети психијатар. Така. Значи, она што го почнавме и минатиот пат да го дискутираме, посетата на стручно лице кое што има улога на огледало на целиот процес и како може да биде добар избор за нас. Значи, пред се да се слушнеме, да се видиме, да освестиме што си правиме или како одговараме на околината. Значи, пак ќе кажам, на сите нас ни се случуваат различни трауми. Ние сите имаме трауматски доживувања, условно кажано, или големи загуби во животот, животни кризи, каде што има многу луѓе екзистенцијално што не можат да си дозволат или немаат начин да опстанат во одредени периоди. Или имале се па изгубиле се. Или, еве, како што гледачката кажа, значи сум изгубила толку многу луѓе што сега. Значи, секој поминува ни своето цунами во животот, би рекла. Ама мора да најдеме нешто, мора да се фатиме за нешто, така? Така, значи, изборот е многу индивидуален. Дали ќе потонам уште толку и ќе се значи, некојаш е здраво и да се чувствува толку голема количина на болка. Во периоди кога губиме толку многу и како е здраво да одболуваме. Така. Значи, на организмот му треба време да помине низ тој процес, за да може од таму да излезе Морам да ве прекинам, морам да ве прекинам, имаме програма која што мора да оди, па имаме вести во 9 часот, може со стрес да продолжиме следната среда или ова е тема? Добро. Ви благодарам што во овој дел бевте со нас, се гледаме точно во 9 часот со новите информации.